Stand up, Македонија! Не лажи, не кради, не убивај. Основни Божи заповеди, така? И основа на судството. Значи, ако ги почитуваме до крај, нема потреба од суди и од адвокати. Што значи тие потајно си се молят да имат криминал. Господе, значи молим те, олабај малце. Човече, предходниот квартал едва и го поминавме. Лани морав и кредит да земам за да ојме на одмор во Закинтос. Мислам, јас не барам да имат психопати, ама нешто политичко колку да капнит. А? По таја логика, веројатно и Попојве ни викат не суди, за да име тие работа. Дечко, не си во право, овде народот одлучува. Не, народот не одлучува. Последниот пат кому дадоја на народот шанса да одлучи кој да биде на крст, а кој на слобода, светов доби нова религија. Не лажи, куке речет. Како бе кога меѓу клиент и адвокат стално имат дискреција? Без разлика тој колку и да знаат кој психо е типов, не смет да кажит. И судијава ќе си го пуштит на слобода. После 10 години, истиот адвокат и истиот судија, судијава на куќна слава да речиме, се чатали. Јас во животов немам осудено некој погрешно. Ќе му пукнит филмот на адвокатот, ќе му речи, молим те, не чатали се. Значи, пред 10 години те искинавме од лажење, брат. И го пушти тој психото на слобода. И не само него, колку имаш такви пуштено, ден денес мене страв ми е в парк да прошетам, очо сум успешен. Тоа е то ризик на бизнисот, така? Скапа е слободата. Колку е скапа слободата, зависи од тарифата на адвокатот и судијата се вкупно. И цел живот, од мали, сакаме да си играме адвокатчиња. Уште како деца мали. Скршиле джам пред зграда. Излегви типкава. Мирослав, зошто го скрши джамот? Одма ќе се јави то што после 10 години ќе се запиши направен. Не го скрши Мирослав. Тој само ја шутна високо топката и заш беше топкава лесна, дувна ветар и джамот сам се скрши. А вие зошто со таква топка играте? Дека на Мирослав пред месец дена му беа скршени двете нозе. И за да не се почувствуваат отврлен од општеството, решивме малце фудбал да поиграме. На крајот и типкава што и го скршиле джамот, криваc испаднит. А вие можевте да запрете се. Како да запрам? Требаше да си ставите заштитна мрежа на прозорецот за младите генерации слободно да растат. Но што е тука е? Stand up, Македонија! Evo ti gledam nešto sponzorите убавото облекле. Да. Имам си спонзори јас. Много богата фирма имаш. Да, многу богата и гледаш раскошна е многу. Браво, одлично. А имаш ли спонзори ти? Имам еве го еден од напред, имам спонзор. Отнапред? Чекај и овие да го видат. Отпред ти е. Чекай, не, чекай, сврти се камерата, нека таа е крупна, донесе. Те нека да е камерата крупно. Што пишува? Клатас. Клатас ми е спонзор. Клатас, што познато ми е Клатас од дека. Брат, како ме не го знаеш Клатас? Ама не, познато ми е, звучи ми нешто тоа Клатас. Клатас го имаш 3 пати у ден, у 4, у 7 и у 12 вечер. Дај го, ајде.
клатас! Не ми текнува кој беше тај, бе? Како ме сите разбрат Тинер? Чекай, ќе ти објаснам. Клатас ме овој што има една кошула и 3 кравати. Добро и шо се? Значи има 3 кравати, И шо? едната му е со крокодили, една со зми и една помаранчеста кравата. А он изгледа обожавам наранчесто. Наранчесто и дома тапетите му се наранчести. Да му одговара со краватата. Да. Дека ми за кој струва збор. Баш ми е драго. Одлично, колега. Гледам И јас имам еден спонзор од напред. чекай да го видиме сите спонзоро. Ајде, ој види ми го спонзор, молим те. Чекай да го прочитам од близко. Ајде, Чекай, многу ли да му се доближам? Ој види ми го поблиску, оди. Чекай малкучко, чекай. Ајде, де. Го гледате, чекай вака. Јао ја. Милојко. Милојко. На многу убаво место си го ставил. Мислам си го закачил така убаво. Гледам. Шо му фале? Кога сака стане, кога се заспие. И цело време стане заспие, едно време укоче си. Так. И например, ако го удреш, он наведне сама па се върне у правобитната положба. А и нешто, многу е свој глав. Ај шо е свој глав, едно време стане и тврдоглав. Таква му е позицијата. Да. Тако му е местото. Местото му е види, такова. кога ќе влезу таа фазата. Ој па разбери се со него. Кога ќе влезу фаза тврдоглав, нема шанси да се разбереш. Има, нели те текнува кој е тај? Не. Како ти го објаснам, бе? Дај ми нешто од вака да го видам сликовито ми го објасни. Да, сакам. Знам дека е крупна фирма. Крупно е. Крупна фирма е. Друго? Цело време раците ладно му и вака прави, цело време што раците. Аха, добро. И му смета косата, и вака прави. Ау. Чеј, само ти кажам. Значи, кога плескаат, сватиле кој е, слегаш? Кој е младата? Добро е, само он да не свате кој е. Абе, знам, он некад... Дали ти текнуваме, брат? Вака некад прави со косата. Не, он го фане го прамено и од тука го стае. Да. Мислиш, коса у пичку, матер коса има, бе. Коси да ти носи, бели коси. А до тука нема коса, ама од тука натака. Разбираш? Добро е тоа, добро Не е. знам како друго јаче да ти го објаснам. Не ми текна уште. Едно време собираше слики од животинско царство. Аха. Уствари од познатите фаци од Македонија. Па исто ко животинско царство. И шо Собираше правеше? ги и он не ги лепеше, него ги редеше на штипки дома. А. Редеше ги и за сите се знаеше. А чекай, шо ќе се деси од кој ќе го собере целиот албум? Шо е наградата? Веројатно ќе му дадат компјутер. А добро, види, компјутер, канцелариска работа. Први ќе го затворат у канцелариска работа. Па после таму ќе го отворат. После ќе го отворат. Таков е делот сега. За отварање ќе се збори, што да се прави. Бајбе, вечер касно шоу нешто. Нешто вечер, вечерта добро разбирам, ама касно. Ем шоу. Позгоре шоу, разбираш ли? Ау, чекай, знам, чекай ми текна, кај него само мажи се збират. Исклучиво мажи. Имало наводно, сега гледај, има, чекай, наводно ще има спекулација дека имало и жена у емисијата. Ама тоа е Така сега ти кажам, тоа е шпекулации. Значи, чаршиски муабети. визуелно не можеш да видиш. Али, пратиме научници да откријат дали со ДНК, дали уствари стварно е тоа жена или не. Добро, кој ќе бидат готови резултатите, ќе ги објавиме на следниот втори. Така е. Ај ми е спонзоров. Аха, фино, добре, овако, добре. Значи, они се од напред. Зашо се они од напред? Па ние така сме наместени, таква е позицијата. Значи, они се у оваа позиција. Добро. Они си се у позиција, да. Чекай малце. А други спонзори? Чекай да му кажам нешто. Ке речам, брат, сум ти далел 50 евра за да даеш аплауз да зи. Нема вакви работи да ги тераш со сила луѓето на плескат. А чекай, Не ми пројде финтата, не беше смешно. други спонзори имаш ли? Имам еден заден спонзор. Од позади ми е тој спонзор. Ај, молим те, обрни се. Молим? Обратна позиција. Не те разбирам. Опозиција, бе, брат. Опозиција ме, така кажи да те.
Чекай да прочитам. Анал и Тико. Да. Анал и Тико. Анал. И ти ли бе Анал, бе? Не бе ја Анал. И ти ли бе, брат, бе? Да мубам мајката. Не бе не, таков ми е спонзорот Анал. А Итико му е моминско презиме. Си го носи со себе, само се менја предниот дел од оваквото. Одлично. Итико си го носи, Анал. И Сега си го зема он Анал, уствари. А, тоа Да. му е од предходот. Итико му е претходно си го имаше, да. И ја имам еден спонзор од познати. Де да го видам, молим те. Ја го ја! Како? Чеки, Не прочитай го, молим те. они го прочитаа. Како? Кажете го спонзорове да го евам. Кажете го спонзорове. Така. Чекай да видам у центар. Многу конкретен спонзор имаш, брат. Знаеш каде го тражиш. Он знае кај да те насочи. Директен ти е многу центарот. Знаеш со кој ми е? Еј, Чекай сега како да ти го објаснам, ми го зема од уставе. Само што сакам да те прашам И ти тоа. го давам после познади себе. Како да ти го објаснам? Објасни. Чекай сега, сликовито, молим те. Да, сликовито вај у центар. Сега, вака, сега ти кажам. Да. Спаси ме, држи. Перцепција. Чекай, јас сум гостинот. Перцепција. Јас запитам Ти си гостин. Добро, чекај. Кој е гостинот? Да. Мамети. Да. Добро. Гледай сега, слушай. Добро. Што на моменти дали ga бевте оние Ти го слушам. ангажиравте за тие први оно што зошто вие го правите тоа и ако не го правите зошто го правите ако немате причина зошто. И оно што мене ме интересира е оно дека вие Ама чекай малку, ми го ставаш во уста, јас не сум го кажувал значи тоа. вие сакате да кажете дека тоа е што ти го кажа вие веќе ставите. Ми го ставаш во уста, јас тоа не сум го кажувал, не сум го кажувал. Ако сакате вие да говорите, ако не може некој од представите, ако не што добро. Многу на емисијата беше пријатно, се најубаво. Текнавите за кое? Текнами. Текнами. Ој, слушај, знаеш ли кој е он? Кој? Знаеш ли, он е уствари тај што има, он има добиено Гинисов рекорд за најмногу поставени прашања во една секунда. Ама без добиен одговор. Сам праша, сам си одговори, едини рекорд е тој. И се знае. Се знае. Одлично, браво, добре, одлично. И тоа што не, да? Пак сега, Молим. да разчистиме. Да. Овие се позиција, ако се свртнеш, овие се опозиција. Опозиција. Леле, боли малце на почеток кој идеш на кај опозиција. Па кога ќе преминеш од позиција во опозиција, боле, брат. Боле малку, ама свикнеш се. После свикнеш се, после текна време, текна па време. Значи од таму е уствари тоа опозиција. значи ото дошло кога ја смениш позицијата малку те боли. Малку те боле. Аха. Оното после те боле цело време, ама ти навикнеш, разбираш. Да, да. Добре тоа, добре. Стендап Македонија, ви најаву. Неустрашливиот, откачениот и храбриот, секогаш расположен за стендап. Сашо Дасевски! Не е крив ни Заев, ни Груевски, ни Бранко, ни Љупчо, ни Бучко, бе. Ние сме говна, бе. Овде никој не си ја гледа својата работа. Овде малограѓанштината има 1000 лица. Погледнете само, искочите на улица, одма ве зјапа некој. Шампиони сме уз јапање. Замислете дека сте некоја жена така надарена и трчате сега на кеј или во парк. Си трчате. Секој што види од спротивен правец ве зјапа. Прво ве зјапа у лице, после у цице и на крај у пице. Кој ќе се разминуете, го крева погледот од пице на лице. Еден ако не ве погледне, одма знаете дека е странец. Али него ако го сретнете после 5-6 месеци, и он ќе ве зјапа као говедо. Одма го научиле, маме му ебам норвешко.
Али, олимписки шампиони у зјапање се пензионери, бе. Затоа што они се нон-стоп на улица. Освен на први која се у банка кој им доаѓа пензијава. Пензионери, бе, ви се кој X-Men те скенираат. Абе, те зјапаат онака устав мирно. И одма ти прават магнетна резонанца. Те фатат ли на радарот? Абе, главоболка не ти гине. А може и да не ти се дига еден месец. Травматологииве по болнициве се преполни од нив, бе. Те погледне ли пензионер поише од минута, одма те урочуе. Паѓаш и фрактура на глава и скршеница на нога не ти гине. Абе, кој идеш по улица, абе, шахтите сами се отвараат пред тебе. Али, бар имаат една мана, што се спори, па можеш лесно да им избегаш. Али не се секирајте, они ќе се најдат друга жртва, па затоа излегле денес. Друга малограѓанска работа што ја правиме. Маш и жена. А излезат надвор или дечко, одма тука си почнуваат да си ги решаваат приватните и семејни проблеми. Стоко! Па ги спичка сите пари у кладилница! Чути, не се дери, сите луѓето слушаат. Мие гајле, ме боли пичкава! Нека го слушнат и ова тогаш! 6 месеци сум немала секс со тебе! Па нормално си немала кога цело време имаш добиено. Конјо е да њали сум ти кажал така, како не ти е срам да лажеш, а сестра ти што го зема цело наследство. Па го зема затоа што она се грижеше за мајка ми која беше болна, ти злато и мочаше у супата. Ај сега јама да те прашам тебе нешто, зошто у последно време све директорот те носи дома со кола? Па ти си бил ненормален, говедо едно. Па зашо ме сматраш ти мене? Па јас сум поштена жена. Па ти немаш појма колку човекот е фин, образован, културен, елоквентен, па колку е искрен со мене. Ми вика, тебе те доживувам злато као сестра, на тебе уопште не ми се дига. И тебе тука ти онака со 2 прста да ја задавиш у моментот, кога гледаш еден пензионер од страна, те зјапа уста. Се изведувам, синко, каде има тука амбуланта? Сега ќе ти кажам каде има амбуланта и на тебе и на неа, маме, виебам ваше. Мрш! Исто, у светот сме многу познати по тепање деца. Луѓе, ние со тепање ги воспитуваме децата. Каде бе сега у Европска унија кој ќе влеземе без со тепање деца? Не може така. Имам кум во Белгија. Му викам, куме, абе шо правите? Викам, вие ги тепате децата ако се немирни? Не, мој куме, некој да те слушне. Какво тепање бе, вика, овде дудриш дете до животна робија, не ти гине бе. Па добро бе, куме, шо им правите кога здисуваат? А, па куме, ви сега, ние други работи им правиме. Ненормални тоа белгијанците, кои се немирни деца, ги заврзуваат у подрум и не ги пуштаат од подрум едно 15 години и после у Црна хроника само ќе прочитате што друго им правеле умеѓу време додека биле затворени. Али затоа, ние сакаме да си ги тепаме децата, бе, одма тоа нервозата да ни излезе. А тоа е балканското наше, она, боемското, бе. Нема кај нас трте мрте. Ти имаме и методи развиено како да го тепаш детето у јавност, а никој да не примети. Да, имаме методи. Например, у јавност, например, ја користиме она најселска финта. Ако дете во нешто здиси у јавност, само му доаѓаш онака насмеен и му викаш срце, душо, джигер магарешки, штрак, и одма вака фризура си местиш. Али, ако е малиот стварно неваспитан, и ако на тоа на глас почне да се дере, што ме удираш бе ти тука сега? Тогаш одма одиш у втора фаза. Онака дискретно го подгазуеш на нога, за да не може да бега, го фаќаш овдека за косата на дувот и така го потегнуеш да ти остане коса у рака. Ако и после тоа продужи да урла, идеш у трета, финална фаза на обрачунот, му збрцуеш прсти у ребра, го креваш вака горе му и кажеш заќу ти ке ти ебам пичката мајчина говедо едно. Ако и после ова не престане да урла, тогаш, значи, детето ви е страшно талентирано. И од него гарант еден ден ќе стане политичар или министер. Оти само они не се разбираат од збор. Исто, друга малограѓанска работа, бе. Абе, многу лажеме, бе. Ај, добро, овие политичари, бе, шо лажат, затоа зимаат плата. Ама ние, обичниот свет, како лажеме. Баце, иди бе, ти иди, абе, ќе дојдаме, а ти само иди.
Абе, Булјо, абе, нели рече дека ќе ми се јавиш, бе? Еј, Булјо, абе, само што помислив на тебе, абе, го земав мобилниот рука, само што сакав да ти свртам, ама ти беше побрз. Слушни ме, смири се, слободно да идеш у банка, парите ти се пуштени, те чекаат на сметка. Абе, сега бев у банка, нема ништо на сметка. Немаш пари на сметка, па да ти ебам банката, педерска да ти ебам. Ебе, комша, абе, нели рече за керка ми близок си со овој министерот, ке му се јавиш да му кажеш да ја вработи у Елен вамо тамо. Еј, комша, ке му се јавам, мислам, знаеш дека сме близки, ке му се јавам, ама нешто не бил арен денојве, наредната недела ќе биде. Еј, брат, како се ебе онаа мала, нај се растура. Си ебел? Не бе, не, брат, ама ми раскажува едни другари шо ебеле. Луѓе, ние сме страшни малограѓани, а цело време глумиме финоќа. Тоа е најголемиот проблем. Еве да ве прашам нешто индискретно. Мислам, нема врска со секс, пошто доволно правевме муабет за секс. Абе, мастурбирате често? А? Не, стварно, дали мастурбирате? Има некој што мастурбира? Че да видам вака, по очи се позна. На тие што мастурбираат вакви им се очи. Че да видам? Не. Па добро бе, шо правите дома, читате поезија? Не бе, знаете зашо ве прашувам? Викаат дека дркањево го зајакнувало имунитетот. Па ја вака, ако продужам да отресам, ке станам отпорен на метак. Само дркањево, пазете, има една голема мана. Од многу дркање се оптеретуваат ушите. Оти ко дркаш цело време, пазиш да не влезе некој. Мене, например, многу ми се погоди дркањето и затоа многу касно се женев на 35. Овие сега муживе, па и после 40 не им паѓа на памет да се женат, бе. Си викам, па ја, шо бе, глупо е да се жениш после 40 за малце. Али тешки малограѓани сме, кај нас. И за мажи и за жени важи тоа. До 30 сам се жениш, после 30 цело село те жени. Така јако бе ферген, ќе отидам на некоја свадба, а влезам у тоа салата за дочек, одма ќе ме нападнат 100 родни пријатели. Ајде, ти си следниот дал Господ! Ајде, ти си следниот дал Господ! Абе, ми се одмили идење по свадби. Абе, ми се одмили жени да гледам и да бркам. Абе, на секоја свадба исто. Ајде, ти си следниот дал Господ! Викам, како да се отарасам од душегрижници, и на крај ми текна. Почнав истото да им го зборам, али кој ќе ги сретнев на погреб. Ајде, ти си следниот дал Господ! После тој на свадби ме избегнува. Али најуникатни сме на плажа у Грција. Муживе сите облечени у купачи спидо од 1993, избелени од 100.000 перења, или у шорцеви од пазарче за 100 денари. А на сите им кажуваат ги купиле у Nike, само знакчево им паднало од солената вода. Со тие шорцевите, секој пат кој ќе се наведнат вака, смајли ти праќаат со гзот. Овие жени, бе, ниједна на пешкир не лежи. Боже, пази, сите лежат на дупла лежалка до нив. Нес без вода. Кој ќе се сврти келнерот на друга страна, само го допунуе несот со вода. Купачите од деца обавезно ги сушат горе на чадори. Ги знаат сите пасворди од Wi-Fi на 200 метри радиус наоколу. Кога седнуваат да јадат, абе се сликаат со све. Со све и одма ставаат слики на Инстаграм и на Фейсбук. Абе прават селфи со све. Од салфетките до кучето на газдата на таверната. Се сликаат и со јадењава на другиве маси. И се дерат на плажа. И зјапаат на плажа. И тепаат деца на плажа. И лажат на плажа. И селјаци се на плажа. И не само на плажа. Еве. Кај матка во Скопје, па некој нешто матка. Овие од Дуи направиле дивоградби платформи плева. Али, која излезе Шилегов, ко крали Марко на прес,
која удри со тоа рачиштето вака по маса. Ждрак! Сакам да ги срушам сите дивоградби, ама не можам. Тоа е исто која да кажам, сакам да ја срушам Анџелина Џоли у кревет, али не можам. На Шилегов му биле рацете врзани. Веројатно кој што се нозете врзани на Анџелина Џоли. Абе, виша сила, уствари, што се однесува до Анџелина Џоли, јас сум кај неа проблем, ја бе не и давам. Али што е вишава сила кај Шилегов, која е над законите и која што му ги држи врзани рацете, немам појма. И сега шо? Сега нишо, летово најубаво да си организираат на тие платформи Мисна дивоградба 2019. Ке се викнат мисици од Приштина и Тирана, појачени со естрадни уметнички украинки и србинки од Велешто и Джепчишта. И журка топ, локацијата е бомбона. Тоа природата на платформите, луѓе кој бил тамо е недопрена. Мислам беше недопрена, сега тамо сечат дрва на диво, а малце подоле од платформите ублизена на ова на населбава пала ѓубре, исто така на диво. Што значи, ние сме у принцип диви луѓе. Диви луѓе у тесна кожа. Али, затоа, у загадување сме први у светот. Скопје минатава година стана светски шампион во загадување. Значи, не сме само први у јадење гомна на Фейсбук и у загадување сме први. Скопје бе светски шампион у загадување. Не е тоа случајно. Знаете на јапонски што значи Скопје? Градот у кој што прдна Годзила. Овие се од општина град Скопје решиле да го пријават на конкурс за најзелен град у Европа. Ако мислат за град со најзелени граѓани у Европа, па имаме шанси за титула. Абе, у Скопје луѓе пуша за да си ги исплакнат градите од темпи честички и од смог. Абе, децава, у Скопје не искашлуваат шлаем, туку горгонзола сирење. Најпосетена игротека у градот е оваа клиникава, болницава за детски белодробни заболувања. Деца плева внатре, бизнис на годината, али овие од невладиниве што се борат против загадувањето решија да стаат точка на тоа и ги викнаа на многу важен состанок градоначалникот на Скопје, министерот за екологија, овој командант Вентили што ги затвори вентилите у Липково кога беше 2001 војната, и овој замеников министер Макрадули. И дојде дојде на состаноков Шилегов, цело време си играше Candy Crush на мобилниот, на кур не ги стави. Овој командант Вентилите уопште не дојде, а овој замеников министер, он заспа. И на овие им било непријатно да го будат, пошто знаете како е кога си у опозиција 12 години и чекаш функција, тоа е многу заморниш, ако ќе добиеш функција, редно е малце да одмориш. Али, како и да е, на крајот на состанок се донесоа 3 важни заклучоци за заштита и превенција на нашето здравје. Првиот заклучок, да се воведе подитно дишење пар-непар. Денес дишеш, утре не дишиш, заутре пак дишиш. Втор заклучок, да се дише исклучиво кој има ветар, а ако не дува ветар, нема дишење. И третиот заклучок, кој што е најважен за превенција на нашето здравје, е да се иселите сите у Германија. Така е, луѓе, кога имаме политичари кои што се микс од мува и комарец. Јадат гомна, ти ја цицаат крвта. Арно, ама у Македонија, у Северна Македонија, не е најпознат инсект муват и комарецот, туку пајакот. И тоа не е оној обичниот пајак, туку оној што крева коли. А главниот јунак во приказнава е Газда Беќо од Дуи. Например, он е легенда. Голем дипломат, само што не вози со дипломатски таблици, он уствари уопште не вози со таблици. Многу е бе мераклија да паркира на сред раскрсница и да сиде да си пие чај. А нашите полицајци кон него се однесуваат како голман на пенал. А ако го видат Газда Беќо лево, он идат десно. Така и тој ден, Газда Беќо си го паркирал джипов на сред булевар, си отишол да пие чај. Дошла некоја полицајка со пајакот, видела непрописно паркирано возило, му рекла на пајакот, кревај го. Арна, ама тогаш се појавил Газда Беќо. И онака многу културно и пристапил на полицајката, многу љубезно и врзал 2 шамари, си седнал у джипот и си отишол. Никој со прст не мрднал. Газда Беќо така да удареше американска полицајка од американската демократска полиција. Прво, ќе го убија тука на место, па после ќе го приведа. Така се прави тоа тамо, демократски. Али нашава полиција е многу фина, љубезна. Она излегува со соопштенија за јавноста. Вчера, околу 12 часот, нашата службеничка СБ видела непрописно паркирано возило во сопственик на лицето ГБ.
и му рекла на пајакот да почне да го крева возилото. Меѓутоа во тој момент се појавил собственикот на возилото ГБ, кој многу љубезно ја замолил полицајката да не му го крева возилото. При тоа, лицето ГБ шдригнало зашто претходно јадело макало со лук. Полицајката заплисната од здивот на лукот, инстинктивно се вратила неколку чекори назад и со лицето удрила 3-4 пати во пајак возилото. Ждрак, 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 при што се добила со тешки лицеви повреди. МВР, СДС ДПМНЕ, многу жали за несрекниот настан и му се извинуваме на лицето ГБ што му ја кревавме колата со ветување дека никогаш повеќе нема да му ја креваме. Во исто време го информираме дека против пајак возилото ќе биде поднесена соодветна кривична пријава. Многу откачено е. Исто кова со истополовиве бракови со посвојување во деца и со бришењето на именките мама и тато и нивна замена со родител А и родител Б. А, не ви е тоа откачено, малца, нели е фенси, европски малца, онака, многу е јако. Вие го сваќате тоа? Мислам, пазете, не ме сваќате погрешно. Мислам, ја не сум ни хомофоб, не сум ни верник, мислам. Мислам у принцип, ајде да кажеме, не имам обичај да се дефинира, али да кажеме дека сум атеистник. Ама луѓе, традиционалниот брак меѓу маж и жена подразбира баланс. Знаете на каков баланс мислам? Например, едниот од партнерите секогаш стои што го моча капакот на шолјата затоа што моча стоечки. Меѓутоа затоа има друг брачен другар на кој што тоа мочење на капакот на шолјата му смета затоа што овој моча седечки. И цело време се обидува да го воспита својот брачен другар што моча стоечки да му каже дека тоа така не треба. Тоа е тој баланс природен. Сега, ако се двајца истополови машки партнери у браков, нема кој на кого да делува воспитно образовно да не го моча капакот на шолјава. Уште ако имаат посвоено машко дете, па кој ќе му каже на тоа дете дека не е хигиенски да моча капакот на шолјата? Абе тие деца ќе бидат постојано дезориентирани, нема да знаат кој правец да го фатат. Еве, дури под услов и да остане она именките мама и тато. Замислете се ова дете оди кај едниот од двајцава машки родители и му вика: "Тато, тебе голем ти е?" "Да бе сине, али нека она мама." Или замислете сега детево слуша дома караница меѓу машкиве родители. "Злате ме! Па пак си ми ги земал розевките танга, па тие се мои, твоите се овие виолетови со мечиња, па немој да си таков. Сакам одма да ми ги вратиш, одма. Или замислете, детево иде во школа од истополови машки партнери, иде во школа и нормално ќе чујат некој другарче дека мајка му го родила, го извадиле од стомакот на мајка му и сега детево нормално кod дете љубопитно ќе дое дома, ќе застане пред двајца машки родители, ќе ме рече: "Добро бе луѓе, кој од вас двајца ме роди?" Шо ќе му кажат? Шо ќе му кажат бе? Тетка ти те роди? Абе деца уште пред да влезат у пубертет бардовци ќе фатат бе. Абе цел светот иде у курац, начело со нас. Виенски бал во можеби најгрдиот главен град во Европа, Виенски бал во Скопје. Тоа е исто кога да туриш тартуфи у компирманџа. 1200 евра резервација на маса. Уште 2000 евра за нова гардероба, многу е глупо да те видат у старата од минатиот бал. Тоа, после балот фрчат слики на Инстаграм и Фейсбук. Благородништвото од Делјадровци и Конопиште сака да се покаже. Лордови и грофици у полн сјај. Лордови и грофици у полн сјај. Иако малку подзаборавиле на првиот сек што го имале у шталата на дедо им, доека на метар од нив испарувала свежата лепешка на кравата Руменка. После балот, на враќање дома пак ќе се измочаат у лифтот. Абе многу е тешко да додржиш овие сортни вина, нели, и шампањ француски. Шприцер со сортно француско вино од 1947 многу е дуе бешиката. Сабајлето мамурни пак ќе го остават ѓубрето пред врата да ферментира 2 недели. Или со него ќе огаѓаат контейнерот од тераса. Абе некои работи не се учат преку ноќ. Например, да научиш да играш валцер на Штраус. Оној, кореографот што им доаѓа 2 недели пред балот да ги учи за 200 евра од саат да играат. Па не е семоќен. Ги гледаш на балот, пак се подгазуваат и се смеат као шлакнати. Значи не постои таков бал што може да ја покрие нашата малограѓанштина и простотилак. Виенски бал, направен по концептот "Где си била кад сам био Нико", не е ниту бал,
Ниту е виенски, селски е, ги прави уште поголеми селјаци. Затоа, джабе го сменив мимето у Северна, кога станавме малограѓани у душа, а проблемите ни останаа исти. За овде да се решат сите проблеми и да дојде живот у Македонија, не треба да влезат у коалиција СДСМ и ДУИ или ДПМН и ДУИ со БЕСА или не знам како. Овде за да дојде живот, треба у коалиција да влезат Дедо Мраз, Златната рибка и духот на Аладиновата ламба. Само таа коалиција ни е спасот. Покажавме ние дека не сме способни да имаме стабилна и правна држава. Джабе Адам и Ева беа македонци. Не се смејте. Вистина беа македонци, има и докази за тоа. Знаете по што се гледа? И они беа голи и боси као нас и замислуваа дека се у рајот. И не се само они македонци, од познативе светски личности, а има и други. Оваа црнкињава водителка во Опра, не се смејте, исто е македонка. Абе не се смејте, чистокрвна прилепчанка. Знаете како го има добиено името? Ко била млада, ко се шетала по чаршијата во Прилеп, секој што ќе ја видел викал: "Море, види го какво е ова црново да му го опрам." Да им го опрам ја и новие председателскиве кандидати шо беа. Ај, двајца професори се тепаа кој да биде председател на Северна Македонија. Абе да пресечеш вини од досада, бе, ко фатија да се тепаат со цитати на Хобсбаум, Черчил, Де Гол. Абе, порано беше задоволство да се гледаат во разни кампањи Љупчо и Бранко, бе. Тоа беше романтично време. Кој ќе му речеш едниот на другиот, бране, абе, имавни една црта, бапни виски, дој ќе правиме муабет. Љупчо, абе, не ади гомна. Барем ја као тебе не се облакам у генералски шинели и не се гледам гол пред огледало Нарцис 7 пизда ти матер. Ој, новиот председател Стево за време на кампањата само идеш и само ги тапкаше по рамо вие граѓаниве. Тоа го избра, сега ќе биде кој ве тркалам, сме го гледале тој филм. Оваа Пасилјановска, она као да беше кандидат на некоја интергалактичка федерација и као прв пат у Македонија да дое. Абе, ништо не беше јасно, еј. А? Кај сум сега, у Кавадарци или у Неготино? А? Абе,